протестите се исто така, како што дискутирав, максимално изрелативизирани, што може да е 99% што рековме дека нема да може да успееме тој 1% на мал надеж. Значи, буквално само искрена надеж дека може младите да се не се охрабрат младите, консидерално и последите што гледат да се охрабрат да го зборат гласно проблемот тоа што им пречи. Тоа што го гледа ако барем подршка од страна нешто. Скрено, треба барем каквото 1% да стане 2%. Чели, како? Кога треба барем каквото 1% да стане 2%, да, 4-5 да зарасне. Значи, може тој 1% да не се деси, кој се сите 99. Ако успееме од тој 1% да се деси тој 2 или 3, ќе зголемуваме само ќе се. Изведи да се проба, а он не се проба и тој 1% ќе остане само 1% да искористи. Да. Евентуално секој труд има свој плод. Мора да има пар труд, се некоја беше многу интересно денес. Не да има пар труд да има воопшто да се дешава ова со поише луѓе други. Да, тоа сам да кажам. Следната беме со поише. Да излажеме повеќе луѓе од нас. Ама и да смислиме, ева си да ние да лажеме брат пред толку лихови што лажам. Да. Не знам. Тоа беше да следната направиме со повеќе, поголема екипа се собереме. Да смислиме друга тема, што е со така актуелна или пак што ја испуштаат намерно. Да. Да пробиеме некоја пропаганда, тоа да направиме со еден другар христијан. Пропаганда на политичари што мислат дека ние не ги гледаме. Не ние, тоа е проблемот, мислам дека кога збораме ние, мислам дека мислиме на нас тука. Генерално наследнието и народот, а најмногу младите, им гледаат преку тие пропаганди што ги шират. Што толку е ефтини, глупави, брат, па се гледа што како поминува. Она дека го гледа дека нешто, не знам, толку ти проценува интелигенција сигаш, брато, што збори, она со најмногу најсмешен беше на 10 прашања измеѓу гледалите на политичари, 10 прашања. Коста Петров води по овие по Мила Царовска, по Радмила Шикаринска. Кој сакаш да те глуми? Нека Джулија Робертс. Кој ти е омилен? Кој ти е омилен филм? Джокерот. Со кого сакаш да... Кој кажа дека бај Джокерот омилен филм по Джулија Царовска. Толку јас идам. За 10 прашања беше тоа смешна промоција. Значи, дискутираме ВМРО дискутира ќе дошла правдата, кога они 11 години папа ја направи држава. Сега они се реформирани, мислите дека се реформирани нешто ВМРО, нешто се реформирани? Не. Исто такво са. Сиде за исто такво. Нешто, како што дискутирам се поише како елаборираме, тој 99% брат, 100 ќе стигне на крај. Ама тој 1% сме мислам дека ние неколку нешто опитуваме да пробиеме неколку нешто. Не знам, значи многу мене ми е смачено некој брат, не знам што прави, не знам што се дешава, секој некоја нова глупости за тоа од нив. Како што имаше промоција на кога што зборев. Не, Монти Пајтон државата. Монти Пајтон, што е ова? Значи не. Тоа задње време сме бај Монти Пајтон. Не смешно што е точно. Да. Трагикомично. Имаше еден директор. Директорот во Швеца го фаќа со дрога. Директор си на таа плата. Градоначалник, шверци цигари, го фаќа таа граница со Бугарија. Што ви е бе, браќа? Кој шверца уште цигари бе шверца? Ово возо камионот. Мајка на види го градоначалник, толку мала плата имаш, а брат и камион мора да вози го. Да, што се дешава? Што се држава? Не знам. Не знам. Значи толку не писменост од сите страни, значи ВМРО и СДСМ. Генерално, што е со луѓе? Имбецили. Нека да искористам тој збор на камера, имбецили. Ќе кажам уште една работа, не имбецилска работа што си има случајна е за автобуси, за заштита од корона, редуцира го бројот на автобуси. За која логика, за која логика со тоа што ја мора да се буткам автобус со 50 ебани души за да идам на работа, не требаше да кажам тоа на камера, со да треба да псувам. Ние сме политички коректни да бидеме некоректни. Не, гледам да не псувам цело ако се правим на ти излезе тоа. Христијански сервер. Христијански сервер. Сега ќе да нападне цела фела во држава што си вулгарен пред камера. Срам те било ги проведаш тука вулгарни. Деца те гледаат. Тебе да стави
Дошавам, ајде. И која е логиката, бе, човече, да скрбиш Затоа за се музика, да се гужва някој идам да га работа со толку и што ќе спречи бе тоа? Ама те нема отидат луѓе. Абе работа имаме, бе, ама треба на работа со толку и толку саат, бе, немаш ти вако. Пази, ако има поголем број на автобуси, има поголема помала шанса се да има поголема гужва. Ако има помал број на луѓето ќе чекаат само да дојдат поише луѓе има вара. Да, 16 кај мене како и дај ги нема зауште толку ги нема солари, цела железара, ајде сите. Кај си комшија шо правиш? Ево друго комшија намо доде во автобуса, нема да стапва Ти ќе да окреаш, ама си го, здраво, кај си? Мислам, не е тоа не е проблема да ги видам, да си сакам комшиите, него. Која е логиката ти да спречиш? Не, беше, не знам дали јас тоа видел, имаше една изјава од поранешен министер сега, там е Манчевски, вика, единствен човек што не сака да биде министер, тој што не бил министер. Тој останал министер. 300 IQ. 300 IQ. Кажи способност. Кажи способност што другите не ја знаат за тебе. И вика, Оливер, знам да зборам ромски. Видам неколку добро знае, да збори. Толку добро збори ромски, ше ромиве не го разбере што кажа тоа, пошто не мога да везе, као имам... Добро да ја знам да зборам руски и фински, зашо? Да, прво способност бе. Едутиш ја езици, тоа се го изучуваме, не може способност да со другите няма може да... Она брат, овој некој поступи, немам начин... Што ти да зборам ромски, what the fuck? Као Аквамен што комуницира со делфините, овој така. Толку е, днес... Одјава. До свидания, друзья. Увидимся в следующий раз. Ей, руско влияние сега. Ей, шпион. Готово, имаме пар туси. Шо е?